официјално и започна со работа веќе неколку дена дневниот центар за деца со посебни потреби, благодарение на владата на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика веќе функционира овој дневен центар. За почеток примивме 8 деца за кои сметаме дека во почетокот ги задоволуваат критериумите за прием во дневниот центар. Можам да кажем дека го добијат вториот дом, покрај нивниот собствен добија уште еден дом, уште едно каче, каде може да престојуваат неколку часа. Во тие неколку часа ќе има анимација заедно со нашите волонтери од страна во Центарот за социјална работа во Струмица. Можам да кажем дека условите се идеални, располагаме со доволен капацитет да тие деца навистина во тие неколку часа го добијат тоа што го добиваат и секојдневно во својот дом. Посебно сакам да истакнам дека во тој период значи децата добија освен играчки добија благодарение на телекабел добија и бесплатен интернет во наредните 5 години. Така да, освен бесплатно интернет и телевизија, за хортикултурното уредување се погрижија градежните фирми Жикол и Джови Компани. Така да сметам и давам апел до сите оние граѓани, поединци, фирми кои се заинтересирани за донација во дневниот центар во овој период, дека може да се обратат до Центарот за социјална работа и истото да го оплемениме уште повеќе овој простор за овие деца. Сакам да кажам дека дневниот оброк во наредниот период што ќе следи ќе биде благодарение составен од родителите и стручните лица на нашата установа, така да тие деца, освен дневниот оброк и дневниот престој, значи ќе добијат едно каче каде ќе може да поминат период од својот живот. Колкав е капацитетот кој што го има центарот и имаше ли навистина потреба Струмица од ваков центар и имате ли некоја бројка колкав е бројот на децата од Струмица од регионот кои што имаат потреба од центар? Значи потребот дневниот центар и текако постоеше, затоа и се отвори. Во моментот располагаме до 15 деца, меѓутоа стартуваме со 8, значи и тоа е новина за нас да можеме чекор по чекор да одиме и да ги совладуваме сите оние потешкоти кои се јавуваат во почетокот на работењето на секоја установа од тој тип, бидејќи ние сме од отворен тип, така да тоа не значи дека во наредниот период и нема да примеме уште деца, меѓутоа засега стартуваме со таа бројка за која сметаме дека оптимална за работа. Најпрво да се заблагодарам на Министерството за труд и социјала што после долго време, значи напори да се отвара дневниот центар во Струмица, значи за деца и младенци, повеќе од потребно. Можем да кажем, во име на сите родители, значи, тоа се деца што воно институционално не се сместени моментално и нема каде да одат, значи, по цел ден минуваат дома. Дневниот центар за нив представува едноставно збор од среќа, ќе има каде да се дружат со своји другарчиња, ќе има каде да го поминуваат денот и родителите, доколку имат некоја обврска, да ја завршат, да има каде детето да биде сместено. Значи, деца повозрастни, што до сега немале каде да одат, немале со кого да се дружат, биле терет, не терет во смисла на родителите, туку сакате тие да се социализират и да се дружат со нивни ранг лица, со нивни другарчиња, да има каде да го поминуват дел од денот.